а ќе продолжиме за она што денеска се одбележува овој ден, е светскиот ден за подигање на свеста за аутизмот. Искра ја пречека нашата гостинка. Добро утро, Искра, за тебе. И секако добро утро за Мирјана Цветковиќ, лиценциран психолог, системски семеен советник. Убаво што ќе го одбележиме овој ден и ќе позборуваме многу повеќе за овие дечиња, со кои што и ние сме имале можност, сигурна сум дека многумина да се соучиме со нив и на начинот на кој што тие си го живеат својот живот, но мислам дека имаат многу љубов во себе. Дали сум во право? Сосема сте во право, ви благодарам на поканата и чест ми е задоволство да поразговараме на оваа тема за подигнување на свеста за аутизмот кај децата и кај возрастните. Ве слушаме. Со тоа што не се само дечиња, туку има и возрастните. Секако и по возрастните, да. Милена, добро утро. На сето ова што го најави Слободанка, јас само би додала дека си дел од психолошкиот центар Алтернатива. Така и први пат се запознавме кога дојде овде во студиото. Ете, го кажавме поводот, светски ден за подигнување на свесноста за аутизмот, па би почнала од таму. Колку сме како општество свесни за овој проблем? Можам да кажам дека како општество сме се повеќе свесни. Расте таа така речена општествена зрелост, почнувајќи од некое индивидуално, лично ниво на единката, па понатаму и како на семејно, па и институционално ниво. Постојат многу здруженија, групи за поддршка и други институционални форми кои што допринесуваат да лицата со аутизам на некој начин бидат што поинтегрирани, што повеќе вклучени во сите обштествени ситуации, избиднувања. Така е, да. Дали е тоа прифаќање од страна на нас, граѓаните, да речем, на задоволително ниво, или едноставно има чекор понапред во однос на она како беше порано? Има чекор понапред, јас би кажала. Може да се забележи преку секојдневните случувања или преку лицата што ги познаваме, дури на секојдневно ниво. Некој ќе каже дека лицата со аутизам се повеќе прифатени, иако треба и уште повеќе да се работи, или секогаш има простор и можност за подобрување. Така да на некој начин би требало секој од нас да биде што повеќе свесен, тргнувајќи секако дека и од родителите кои што имаат деца со аутизам, и тоа исто така и од нивните семејства, од средината, соседството и поширокото општествено обкружување. Претпоставам дека голем удел во тоа сепак имаат и медиумите, средствата за информирање, затоа што обично кога ни нешто непознато, кога не сме доволно информирани, тогаш ни е страв, го отфрламе тоа, така што со текот на годините се повеќе се говори на оваа тема. Затоа и постојат овие светски денови за да се информираме. Ајде да се информираме, така, за оние кои што не знаат што е аутизмот, кои се неговите карактеристики. Аутизмот представува невроразвојно нарушување кое што главно ги засега подрачјата сензорното, говорно-јазичното и социјалното подрачје. Неговите карактеристики се такви што, да кажем, уште од најмала возраст, овие дечиња прозборуваат малку подоцна од останатите деца, понатаму може и да подоцна и да проодат. Исто така имаат одредени, ние ги викаме стереотипни игри, да кажеме, може да се насочат само кон еден тип на игра и да живеат во таа комфортна зона, односно да уживаат само во еден тип на игра. Некои деца сакаат само диносауруси. И да се сконцентрираат само на тој момент. Па да, на некој начин дека се фокусираат на тој дел. Понатаму, оно што е исто значајно е во однос на сензорната карактеристика. Тоа значи дека или се хиперсензитивни, или па се хипосензитивни, односно може да бидат преосетливи, да кажеме, како на преосетливи на звуци, одредени звуци да не може да ги поднесат или да се фрустрираат во тој момент, или од друга страна да бидат тригерирани или да не им е пријатно поради одредени мириси што ги помирисуваат.
односно исто така може да, ако зборуваме за визуелните потешкоти, може да бидат да имаат потешкоти околу одредени светлината може да има тригери така натаму. Тоа е околу хиперсензитивноста, може да се забележи. Од друга страна, околу на пониска осетливост, може би сте сретнале некој детенце кое што може би ќе извикува гласно, ќе вика, ќе произведува некој нетипичен звук, да кажеме. Тоа е затоа што на тој начин се чувствува посигурно или му е потребна некоја дополнителна дразба. Така да многу е различен спектарот, да кажеме, на аутизмот, секое дете е различно, така да на некој начин би требало и секој граѓанин да биде само свесен дека во однос на соочувањето со овие дечиња треба да некој начин да се препознаат, овие симптоми, така да кажам, со цел за да се прифатат, да општеството не ги гледа овие деца на некој начин, да не ги загледува или да не смета дека се овие деца чудни, значи само се поразлични. И имаат одреден можеби дисхармоничен развој, нивниот развој не е типичен, но како и да е, постои основа и за подобрување. Она што спомнавте нели во врска со кои карактеристики исто така ги имаат, тоа е дека уште од најмала возраст може да имаат потешкоти и во социјалните контакти. Може би ќе забележи некој дека некој дете стои понастрана или не уме баш така умешно да влезе во одредена игра кои што веќе некои деца веќе ја играат. Може да се поизолирани или нивните игри да се малку поспецифични. Да, кога ги споменавме карактеристиките, веќе ги спомена, ги спои со тоа и симптомите, но како родител да го препознае тоа? Затоа што да речеме вие како стручни лица ги знаете, да речеме фазите, знаете како треба она што пишува на хартија да реагираат. Или да речеме подоцна веќе детето во време на градинка, тогаш може да се направи споредба со останатите деца. Но сега кога е само детенцето дома, се уште мало, како родителите да препознаат? Според овие карактеристики што ги наведовме, може би најважно е тоа дека би имало задоснување во говорот. Доколку детето не прозбори до одредена возраст или неговиот фонд на зборови е помал, да кажеме околу година и пол, па веќе на кај 2 не прозборува, знаете, има и некои деца до 3 години, тоа е веќе алармантно. А важно е да се знае дека што поскоро се детектира, односно што поскоро се пријави, односно почна да се работи, толкова се поголеми се изгледите на или целосно, да кажеме, опоравување или пак минимизирање на неговите симптоми, затоа што мозокот е најпластичен во првите години на животот. Како да препознаме што рековте, некогаш овие деца знаат да не се одзиваат на своето име и да не воспоставуваат баш контакт очи во очи, избегнуваат контакт дури и со родителите, меѓутоа и со останатите луѓе воопшто гледано. И исто така знаат да поретко посочуваат, да кажеме, или помалите деца знаат да посочат, пример каде е мачето, па ќе посочат или ќе погледнат така натаму, а овие пак деца многу често знаат да земат раката на родителот и да водат што сакаат да кажеме родителот да донесе. Така да еве еден сплет на работи кој што родителот доколку забележи некој од овие би требало да се провери. Тоа автоматски не значи дека детето има аутизам, точно, меѓутоа на некој начин да се провери кај одреден стручно лице. Да, но оној момент кога родителот тешко дека прифаќа иако ги гледа знаците, а не сака да се признае дека можеби нешто не е во ред. Токму така искра, да кажеме, во пракса има многу родители кои што на некој начин се плашат и сосема оправдано, затоа што тоа е голем шок, разбирливо е за секој родител кога ќе забележи дека неговото дете има дисхармоничен развој, дека ќе рече не е како останатите, се двои. Тоа е голем шок за секој родител. На некој начин се блокираат, не може таа реалност да ја прифатат. Тоа е едно травматско искуство за родителот, на некој начин, бидејќи тоа доаѓа како загуба на здравје на дете. И тоа е многу болен процес.
на почетокот преку шок и неверување, понатаму преку Тоа протест, се првите лутина. реакции кога стручно лице ќе им потврди дека има аутизам детето? Да, тоа се првите знаци кај што стручно лице ќе потврди или евентуално родителот сам ќе забележи, меѓутоа нема да се усмели во прво време да оди или одложува и така натаму. Но ова што го кажавте, да, првите знаци се шок и неверување, неможност за прифаќање, блокирање, како на некој начин и алиенација помеѓу родителите може да се јави и конфликтни односи. Меѓутоа се јавува исто така чувство на лутина, родителите ќе си речат зошто баш мене ова ми се случи, како можеше, со што ова јас го заслужив. Некои се само винува, чувството на вина знае да доминира, чувството на срам, да кажеме, понатаму нерасположение, депресивни симптоми, безнадежност, очај. Меѓутоа, она што исто така важно дека голем број на родители со тек на време доаѓаат на некој начин до на последна фаза во однос на прифаќањето на оваа состојба на нивното дете, а тоа е фазата на адаптација и реорганизација, каде што веќе конечно доаѓа до некое ослободување, вмрежување со институции, споделување на искуства, имаат одредена надеж и се растоварени од целиот тој притисок. Да, сосема јасно дека треба многу отстапки и промени да направат во својот живот, целото семејство, не само потесно. Точно и така. пошироко, од каде да се почне? Еве да речеме, секој почеток е тежок, особено овој. Во таа организација, реорганизација. Така. Пред се, самата организација на семејството зависи од типот на попреченоста, односно типот на аутизам, еве да речем, затоа што постои високофункционален и пониско функционален, и сега зависи. Лесна форма и тешка, така да го простиме, точно така. Така да од тоа зависи, значи не само кукави способноста на самото снаги. дете како за живот, туку на целото семејство како ќе функционира. Точно така, да кажем, ако некој е по-функционално дете, тоа можеби би значило дека родителите нема да има потреба до толку да инвестираат со своите снаги и ресурси. И време. И време, точно. Така да би требало да исто така да го реорганизираат своето време. Важно е брачните партнери да ги поделат обврските, да не е теретот само на едниот, затоа што во многу ситуации се случува да едниот родител биде доста оптеретен со околу обврските на сметка на другиот. Да. Па понатаму не е често да дојде до разединување на брачните партнери поради тие конфликти, па и неможност за прифаќање на самата состојба, доаѓаат конфликти и така натаму. Исто она што спомнавте, од каде да се почне, многу зависи и до личноста на самиот родител и од неговото претходно искуство. Лицата, односно индивидуите кои што се имаат подобри снаги, како да кажеме, од поврзување со други луѓе, размена на искуства, или пак лицата кои што земаат време за себе. Ето, она што го рековте, самата реорганизација бара и дополнителна поддршка и помош и од поширокото семејство. Тоа исто така многу важно, меѓутоа и поддршка и помош од заедницата, односно здруженијата и другите форми, другите институционални форми кои што нудат ваков тип на помош. Така да повеќе бројни се факторите како би требало да дојде до реорганизација внатре во семејството. Во секој случај, исто така родителите би требало да имаат и време и за себе, нели? Затоа што точно е дека ова детенце ќе бара прилично голема поддршка, но од друга страна и самиот родител, за да не дојде до негова прегореност и појава на некој симптом, како да кажем анксиозност, депресивни симптоми, така психосоматика и така натаму, добро би било да и самиот посвети време за себе преку одредени хоби и така натаму, и исто така да не се заборави брачниот живот, да го негуваат и тој аспект. Иако е многу тешко, ние се сочуваме со многу семејства, така е, меѓутоа знаат родителите да кажат, па ете нема кој да го чува, како би било и така натаму, и навистина е предизвикувачки момент. Какви техники користите вие како центар алтернатива, да речеме, во работењето не само со децата, туку со семејствата? Разни се начините, секое семејство е некако приказна за себе.
да кажем, во однос на работата со децата, тоа се некои техники за препознавање на емоциите, изразување или па да кажеме во однос на тоа како да се смират или кажуваме како да се справуваат со емоциите и самите деца, зависи нели на која возраст, затоа што ние имаме да кажеме деца кои што се нели од помала предшколска возраст, школска, па дури нели од адолесценција. Така да работиме на емоции, на социјални вештини, тоа исто така многу важен сегмент, оспособување на децата на основни животни вештини исто така, бидејќи овие деца и младенци особено нели кога ќе дојдат и кога се очекува дека треба да има некое поголемо самостојување, треба исто така да знаат како да се заштитат од евентуална злоупотреба или пак евентуално врсничко насилство, например, така да ние и тоа го работиме индивидуално, меѓутоа исто така и со семејствата. Со семејствата работиме како да се повеќе оснажнат, способат, растоварат од овие непријатни чувства, како да гледаат можеби со поголем оптимизам и така натаму, меѓутоа сепак зависи од тоа што тој родител сака да постигне во самата сесија, што му е потребно да каже. Милена, вие како стручни лица, психолозите, знаете како да се однесувате, како да постапите и со деца, и со возрастни со аутизам, и со деца со други форми на атипичен развој. Што би не посоветувале нас, лаиците, кои што не сме стручни, кога ќе дојдеме во средба со нив, без разлика дали стане збор за некој роден ден, не знам, средба во трговски центар. Како ние да се однесуваме? Затоа што многу често самите се кочиме, не знаеме како да постапиме за да не сгрешиме. Одлично, Искра, што го кажавте. Многу често е тоа, да кажам, каде што возрастниот е предпазлив или збунет во таа ситуација, не знае како да реагира, може би треба да се следи сигналот што го праќа детето. Некои деца, да кажам, би сакале веднаш и да се гушнат, некои деца се кријат зад родителите. Не би требало да се инсистира, еве ние колку и да во одреден моменти ќе имаме некаква милост или сакаме да се израдуваме на тоа дете и го повикуваме и со име и сето тоа, меѓутоа тоа дете во тој момент не е спремно. Тогаш не треба да се инсистира, би требало полека. Сега доколку некој дете нели дојде до нас или извикува гласно, ние можеме да се приближиме до него или евентуално доколку забележиме дека има потреба или сака да го гушнеме, доколку и за нас е во ред, може да го гушнеме апсолутно. Не сите деца сакаат да се гушкаат. Некои деца, нешто го спомнав за хиперсензитивноста, некој тактилно не се во ред со тоа. Би ги изиритирало тој момент. Меѓутоа други пак сакаат тактилни допири, особено од позади, вака како од зад грб, некогаш сакаат овие дечиња да се гушкаат. Еве што велите на тој начин. Понатаму може би е добро да на некој начин не се гледаат чудно овие деца. Тоа да кажам, што никако што сме растени во наше време, ќе не фатеа за рака повозрастните, ќе рече не гледај, трни се, така. Така, значи да не се загледа. Грешка голема да тоа се да се тргаме како да не постои тоа дете, нели? Така е, да. Да не се гледа со сожалување исто така. И важно е да не се загледуваат овие деца како да се чудат луѓето и така натаму, туку еден спонтанна комуникација. Ако треба, нели, ако не застане самото дете, бидејќи никогаш нели доаѓа до тоа, или нема да праша сега, нели, обично очекувана комуникација, нели, доаѓаме едни до други, па ќе прашаме дали може ова да го земе така натаму, ке овие деца може тоа нема да изгледа баш така, ќе дојде ќе го земе директно и така натаму, па ние не би требало да го караме веднаш, па немој како тоа, па не си воспитан. Апсолутно е тоа непотребно. Туку гледам колку те интересира играчката, може да се каже, баш ова изгледа баш ти е забавно, навистина си љубопитен, така, значи да се користат позитивни зборови, еден афирмативен речник. Доста поучно. Мислам дека се ова добри совети за сите нас, бидејќи сите ние сме дел од општеството кој што треба да им помогнеме на овие деца, поаѓајќи од себе. Така што да ја закружиме оваа тема со твои совети, ете како да ја подигнеме свеста. Свеста може да се гледа еве на повеќе нивоа, тргнувајќи можеби од самите родители. Свесноста би била, еве да кажам, родителите кои што би забележале дете кои што има одредено за доцнување да реагираат навремено. Да кажам, преку консултација и совет кај стручно лице. Тоа би кажала за родителите.
свесноста во однос на семејствата, да кажам, поблиското или поширокото семејство е на начин да бидат поосетливи и да се вклучуваат повеќе околу помош и поддршка на нивните примерни родители или на овие деца. Во однос на останатиот типове, да кажеме ова што последно го кажавме, како ние би требало или на улица ако сретнеме или некое дете кое што може би легнало на земја, има напад на излив на лутина, односно тогаш би требало едноставно спонтано да го, чисто ако нели погледот ни отишол натаму, да го погледнеме, па да се повлечеме или да не обрнуваме кој знае колка во внимание, нели едно игнорирање на целата ситуација, да не се загледуваат, да не се гледаат на чуден начин. Исто така свесноста би се покренала преку говорот на луѓето. Она што е потребно да се користат термините како дисхармоничен развој, атипичен развој, да не се користат термините како ова дете не е добро или чудно е, чудак е, види го каков е, дефектен е. Значи, тие апсолутно термини треба да се изостават и да не се користат во речникот, а тоа потекнува секако дека е од страна на преца на родителите, на возрастните, па оттаму децата што се со типичен развој би учеле како би требало да се однесуваат. И повторно ќе се навратам еве на почетокот, на што го прашавте во однос на свестоста. Радува, мене лично ме радува фактот да и помеѓу младите доста распространето и прифатена е оваа состојба. Се повеќе, да кажам, јас сум сведок, така да секако дека има и ситуации кои што нажалост не е така, но инцидентни ситуации, да не е како правило што постои така. Така е, искрено. Да се само поедини така случаи. Милена, многу ти благодарам на ова твое гостување и те очекуваме повторно со некоја друга тема. И на вас многу ви благодарам, искра, задоволство ми беше што бев тука денеска со вас. Слободанче? Корисни совети, благодарам, да, многу, токму на овој ден. Наша ситуација кога не знаеме како да изреагираме, нели? Така е, да. Сум се нашла во таква состојба, но сум ја прашала мајката за да ми посочи, и како дечињата да се најдат во кога ќе се најдат во таква состојба, како и тие да реагираат на него, и убави совети добивавме од мајката која сигурно дека исто се консултирала со веројатно, да. Што го кажавте, одлично. Благодарам уште една.